Во однос на надворешниот сектор, билансот на плаќања, очекуваме натамошно стеснување на дефицитот на тековната сметка за 2018 година на ниво од 0,5% од БДП, како резултат пред се на помалиот дефицит во размената на стоки и услуги, поголем дефицит кај услугите. А на среден рок очекуваме овие позитивни движења на кои што сме сведоци веќе подолг период, може од самиот графикон да се види дека од 2010 година наваму во просек дефицитот на тековната сметка се одржува на релативно ниско ниво, ниско зборувам за македонски стандарди, просекот кај нас било околу 6 до 7%, значи во овој период тој е значајно намален, што секако голем придонес има подобрувањето кај трговската сметка, новите компании кои што се извозно ориентирани во зоните и надвор од зоните. Така да очекуваме на среден период дека овие солидни движења кај тековната сметка ќе се задржат. Дефицитот на тековната сметка во просек изнесува околу 1,6%. Сепак, ако споредиме со 2018 година, ова ќе значи одредено забрзување од 0,5% на БДП на 1,6%. Причината за тоа е што очекуваме да има понегативни движења кај примарниот доход, стабилизирање на суфицитот на секундарниот доход на пониско ниво. Во однос на финансиските текови, нели платниот биланс, има два клучни сегмента. Едниот се тековните трансакции, вториот се финансиските трансакции. Значи, кај тековните трансакции ние се уште ќе имаме дефицит, иако тој дефицит е многу помал од тоа што вообичаено било случај. Кај финансиските текови очекуваме приливи, натамошни приливи на среден рок, кои што ќе значат, кои што ќе бидат доволни во целост да се покријат дефицитот на тековната сметка и да овозможат на тамошно акумулирање на девизни резерви. Оттоа ми очекуваме во целиот период на проекции показателите за адекватноста на девизните резерви да останат во сигурната зона. Во однос на монетарниот сектор, монетарните агрегати, во линија со подобрите досегашни остварувања, а при оценка за стабилен амбиент и постепено стабилизирање и забрзување на економската активност, вршиме нагорна ревизија на депозитниот раст, кој се очекува да изнесува 10,2% и 7,7% соодветно за 2018 и 2019 година, а во априлските проекции нашите очекувања беа нешто пониски, значи имаме надфрлање, подобри остварувања, кои што се рефлектираат и врз нашата нагорна ревизија која што ја правиме за 2018 година. Понатаму очекуваме умерено засилување на растот во наредниот период од 8,6 во просек за среднорочниот период. Кредитната активност на банките и натаму ќе биде важен фактор за поддршка на економскиот раст, при што за 2018 и 2019 година се проектира повисок кредитен раст, исто така причината за тоа се подобрите остварувања визави нашите априлски проекции. Тој раст се проектира на ниво од 8,4 и 8,5 соодветно за овие две години, а за натамушниот период очекуваме кредитниот раст, кој што го ценуваме како солиден, нова ниво од околу 8,5% да се задржи и понатаму, ова особено во услови на стабилен, ликвиден и високо капитализиран банкарски систем. Промена на ризиците помеѓу двете проекции, значи ако споредиме кои беа ризиците кои ги обкружува априлските проекции, а кои се ризиците кои што ги обкружуваат овие проекции, тоа што можеме да го заклучиме и резимираме е дека во моментот има понагласени неповолни ризици во однос на априлскиот циклус во делот пред се на надворешното окружување. На краток рок, понегативни ризици кои што главно се алоцираат околу зголемениот трговски протекционизам и евентуалното побрзо затегнување на глобалните финансиски услови, а на среден рок можно акумулирање на финансиски ранливости на глобален план, намалена глобална поддршка на општо прифатените економски политики и спроведување на неодржлива макроекономска политика, како и геополитички ризици. И натаму оценуваме дека постои одредена неизвестност со домашниот политички контекст, сепак не вградуваме и позитивен ризик кој што може да се материализира, а тоа е ризикот од забрзување на евроатлантските интегративни процеси, кои што може да значи позитивен ризик, особено во делот на платниот биланс. Резимирано, во услови на задржани стабилни економски основи,
отсутство на неравнотежи, видливи преку постојните поволни движења на девизниот пазар, солидната надворешна позиција и стабилните очекувања на економските субјекти, Народната банка на Република Македонија во третиот квартал ја олабави монетарната политика. Најновите проекции на Народната банка за следниот период вкрадуваат очекувања за стабилен и предвидлив домашен политички амбиент, како и повторно засилување на јавниот инфраструктурен циклус. Евентуалното неостварување на дел од овие претпоставки може да предизвика отстапување од очекувањата, особено кај проекциите за растот. Општо гледано, последните макроекономски проекции укажуваат на стабилни и сигурни основи на домашната економија, со потенцијал за солиден раст, поддржани од кредитната активност на банките, а при отсуство на инфлацијски притисоци и задржување на поволна надворешна позиција. Како што споменав, очекуваме дефицитот во тековната сметка, кој што е наш структурен проблем, да се одржува на ниво од под 2% од бруто домашниот производ. Народната банка и во следниот период, како и досега, внимателно ќе продолжи да ги следи сите движења, како и промените во домашниот и надворешниот амбиент во контекст на адекватно спроведување на монетарната политика. Еден од клучните ризици и натаму продолжува да биде инвестицијската активност. Ние се уште за третиот квартал предвидуваме пат на инвестициите и постепено влегување во позитивна зона дури во четвртиот квартал. Во однос на расположливи податоци во третиот квартал, мешани се би рекла индикаторите, ако ги гледаме движењата кај државните капитални инвестиции, има се уште пат во третиот квартал, но тој пат е значајно понизок од падот кој што беше присутен во вториот квартал, а додека ако го гледаме вкупниот индикатор на вкупно извршени градежни работи, не се расположливи целосни податоци за целиот квартал, расположливи се податоци само за 2 месеци, кои што упатуваат на тамошен пат на извршените градежни работи во споредба со вториот квартал кога имаше благ раст на извршените градежни работи. Сепак, предпазливи сме во динамиката, одиме се уште, проектираме пат на инвестициите во третиот квартал и во четвртиот квартал влегување во блага позитивна зона, меѓутоа за годината во целина предвидуваме пат на инвестициите. А на годишна основа остварување на позитивни стапки почнувајќи од 2019 година. Сепак и покрај ваквата предпазливост, уште еднаш би апострофирала дека ризиците се присутни и ако тука имаме поголеми одстапувања од нашите очекувања, можни се и надолни одстапувања кај вкупната стапка на раст. Во однос на разликата во податоците, не би требало да има разлика, бидејќи ние номиналните износи за јавниот долг на државата ги зимаме од Министерството за финансии. Ние како Централна банка не продуцираме податоци за јавниот долг, туку ги користиме нивните. Разликата мислам дека се јави кога ги изразуваме релативно како процент од БДП, што е логично да се јави разлика ако имаме различни номинални износи на проектирани стапки на бруто општествениот производ, ние и Министерството за финансии, а тоа се случува како што се случува и во сите останати земји. Во однос на погенерално на извештајот на ММФ, јас лично не сум го погледнала извештајот, само вака некои информации во медиумите, не би можела подетално да коментирам. Секако потребно е подобрување на квалитетот и транспарентно прикажување на податоците. Јас колку што знам дека и податоците за долгот на јавните предпријатија се прикажани, барем тие што се дел од надворешниот долг кој што ние го продуцираме. Меѓутоа, навистина немам подетални сознанија во однос на овој извештај и начинот на кој што се прави оцената за состојбата во јавните финанси. Долг е 48,2%. Вчера беше објавен податокот. Дали зголемувањето на јавниот долг како Добро, ова е посуштинско прашање. Не е само прашањето на динамиката на долгот, структурата, начинот на финансирањето на тој долг. Засега, ако го споредиме долгот, јавниот долг во нашата економија, во споредба со многу други економии со слични карактеристики како и нашата, ние не отстапуваме многу позначено. Всушност, овој тренд на раст на јавниот долг беше присутен во посткризниот период, речиси секаде. Меѓутоа, важно е за одржливоста на јавните финансии
да се одвива процес на фискална консолидација, која што суштината на тоа е на крајот прво да доведе до стабилизација на нивото на јавниот долг изразено како процент од бруто општествениот производ, а потоа и негово намалување. Оттаму една од претпоставките кои што ние ги користиме во самите проекции, а на која потенцирав на почетокот е дека поаѓаме од фискалната стратегија на Министерството за финансии, која што значи постепено намалување на буџетскиот дефицит, што е предуслов за да може да има и намалување на јавниот долг, зашто износот кој што е потребен да се обезбеди преку задолжување во голема мера корелира и со износот на буџетскиот дефицит. Доколку се оствари таа фискална стратегија на постепено консолидирање на буџетот, тоа ќе значи и помали притисоци за натамошен раст на јавниот долг. Секако консолидацијата на јавните финанси е неопходна, иако не е нешто што е алармантно и невообичаено, меѓутоа од аспект на прудентност, прудентно водење на политиките, неопходна е фискална консолидација која што ќе резултира и со попрудентни нивоа на јавен долг.